Почитувани гледачи, добро вечер во емисијата Слободно на Слободна ТВ. Наш вечерашен гостин, градоначалникот на Скопје, господинот Петар Шилегов. Добро вечер, господин Шилегов. Добро вечер, благодарам за поканата, со среќа нека вие работата, нов медиум во... Да, благодарам и вам дека вие. Да. Ќе ви треба среќа и памет. Се ближи крајот на годинава, 2 години од вашиот мандат. Кога би оценувале сега она што сте го направиле досега, дали се сметате за успешен градоначалник? Па не е прашањето јас дали се сметам за успешен градоначалник, прашањето е дали јавноста перцепира дека човекот на кој што му даде доверба да го води овој град е задоволна од тоа што за овие 2 години беше направено. И тука е секогаш клучот на Што мислите, дали граѓаните се задоволни, како ве доживуваат? Фидбекот што го имам јас не е воопшто лош. Меѓутоа на крајот на денот судот за задоволството се изборите кои што доаѓаат, дали ќе бидам на нив, дали нема бидам на нив, дали ако бидам ќе се даја довербата, тоа е реперот за задоволството на граѓаните. Сепак она што го чувствувам, она што доаѓа до мене како информација, она што анализи некои се направени, граѓаните на Скопје се сега задоволни својот градоначалник. Кога би можеле да оцените од она што сте го направиле, со кој проект или кои проекти мислите дека сте најзадоволни или најуспешни или мислите дека оставили најмногу впечаток кај граѓаните на Скопје? Има некои работи со кои што јас во принцип како вреднување не се согласувам, а тоа е проектното размислување. Јас размислувам стратешки. Проектното размислување мене многу ми асоцира на некои минати времиња, бидејќи тоа повеќе ми асоцира на популистичка приказна. Успеавме за овие 2 години. Не е сега да не се фалам или да се фалам. Меѓутоа, еве да речем, ако сакаме да одиме на тој начин, во овој момент, кога го правиме интервјуто, во овој град се работи на 4 нови булевари. Нешто што како такво се нема случено дури ни после 1963 метросот. Значи го работиме булеварот Христијан Тодоровски Карпович, го работиме булеварот Босна и Херцеговина, го работиме булеварот Агасново аеродром, ја работиме пластичарска како булеварско решение. Значи паралелно 4 такви фундаментални на свој начин објекти кои што ги работиме се доказ за тоа дека стратешки онака како што ги поставувавме работите или како што ги поставував работите во текот на 2018 кога имаше известно незадоволство од ангажманот на градоначалникот, сме успеале да ги постигнеме целите. Особено што за фундаменталните и можеби најбитните прашања на градот изградивме нешто што сериозно недостасуваше во изминатите 30 на години, тоа е модерна развојна стратегија на град Скопје. И во делот на развој на инфраструктурата, и во делот на развој на енергетската политика, и во делот на решенијата за јавниот транспорт, значи тоа се работи кои што не постоја во делот на третман на комуналниот отпад. Тоа се работи кои што не постоја пред јас да дојдам како градоначалник, ги градевме, ги креиравме во 2018, во 2019 дел стана визибилни, сериозно видливи и со осетливи резултати. Очекувам дека во нареднава 2020 година веќе ќе бидат ставени на употреба на скопјани и ќе може да се види таа разлика. Не сум човек што сака волунтаристички брзоплети решенија. Предпочитам работите, и јас често кажувам, чекор по чекор. Затоа што предпочитувам работите да ги поставиме на здрава основа, затоа што само таа здрава основа ќе гарантира дали јас, дали мојот наследник, да ги продолжи тие политики со цел да стратешките проблеми на овој град ги решиме на стратешки начин. Не можете да се борите волунтаристички против загадувањето ако не креирате енергетска политика на градот. Тоа е нешто што градот го направи и го основавме градски енергетски системи, каде што сега ги надминуваме овие правни лавиринти кои што постојат меѓу град, влада, регулаторна комисија, БЕК, ПУИК. И очекувам дека ќе бидеме ние креаторите како град Скопје, затоа што не постои начин да го решите аерозагадувањето ако не креирате своја енергетска политика. Приватниот концесионер е заинтересиран да работи за сопствен профит во рамки на проектираните корисници на неговите услуги, меѓутоа не и да врши развој, затоа што развојот
често кога е особено енергетиката, топлотната енергија во прашање не значи дека има економски бенефит. Операторот е тука за да оствари економски бенефит, градот не е тука за да оствари економски бенефит. Затоа јас предпочитам градот да го земе тој дел од работата за да ја развиеме мрежата. Во јавниот транспорт сериозен е, мислам дека веќе исчекорот напред што го покажавме, е во тек постапката што на што мислите? Па на она што беше презентирано пред јавност и пред граѓаните. Во тек е постапката преговорите помеѓу Градското Министерство за финансии и ЕБРД банката што треба да го финансира проектот. Јас очекувам дека ќе успееме пред распуштањето на собранието да го донесеме закон за задолжување за да не застане процесот на имплементација на јавниот транспорт во градот заради изборите со цел да успееме некаде кон крајот на 2020 година делот тој концепт веќе да го видиме на улиците и да Скопје заживее со еден сосем поинаков концепт на јавен транспорт. Има во предвид Љубиша дека или имајте во предвид јавноста дека концептот на овој градски транспорт што го имаме сега во моментов без оглед на квалитетот, не квалитетот на автобусите, тоа е башка една приказка, зборувам за системот. Системот е воспоставен по основ на истражувања направени во 1984 година. Што би се рекло дека ние на прагот на 2020 се возиме со потребите и димензионираноста на превоз на град Скопје од 1984 година. Тоа е она која јас велам дека немало стратегија како тоа да се развива. Значи, нас ни се случило само да се продолжи некоја линија за една или за две станици и затоа е превозот неатрактивен, граѓаните избегнуваат да го користат индивидуални возила, што е веројатно најскап начин на личен транспорт, секаде во свет, вклучително и кај нас. И затоа она што сакам да го сработиме и што нема назад и овој град нема алтернатива да не го направи, е да го воведеме сосема поинаков концепт на јавен транспорт кој што ќе го направи, знаете како анализите наши покажуваат дека исток-запад релацијата, тоа е Ново Лисиче, Ѓорче Петров, со бас рапид транзитот кој што ќе го воведеме, ќе го стасувате за 37 минути. Што е сега да речам невозможно, ме разбирате, нити со автомобил да го. Тоа се вклучени тие 30 автобуса еколошки во транспорт, градниот транспорт. Не, тие се сосема да речем поинаков цел си придонесуваат генерално во значи вака. Јас во 2018 година кога решивме дека треба да го обновиме возниот парк или флотилата на јавното сообраќајно предпријатие, не работевме по принцип миле ми текна, нели, омилената узречица, туку отворивме до преминераните светски производители на автобуси, понуда дадовме како град да дадат автобуси на користење на градот за период од 1 до 2 месеца, со цел да собереме доволно квалитетни информации, каков тип на автобус е потребен во Скопје и кои ги задоволуваат добрите податоци, да спроведеме добра тендерска постапка. И заврши таа постапка со избор на МАН, тоа е премиум производител, еден од најпознатите светски, најреномирани, значи не импровизираме околу квалитетот. И тие 33 автобуса ќе бидат дел од системот, после ќе ги интегрираме сосема на поинаков начин од она што сега е видливо, кој ќе почне. Февруари ќе почнат од јануари. Од февруари ќе почне испораката, првите очекувам дека ќе бидат во февруари, до мај треба да биде завршена целосната испорака на тие 33 автобуси, а тие секако ќе најдат после свој момент и сегмент во новиот концепт на јавниот транспорт. Овој рапид транспортот за кој што говорите, тоа веројатно нема да биде едно возило што ќе го чекаме цел ден од едниот крај до другиот крај на градот. Бидејќи ефикасен транспорт значи благовремено, редовно да проаѓаат доволен број на автобуси или како ги наречете, бидејќи знаете што ако еднаш како денот тоа не врши. Вака сега Скопје годишно во моментов со надолен тренд и превезува околу 44 милиони патници годишно во целиот систем на јавен транспорт. Она што го предвидуваме, тоа е изградба на двете сообраќајни кичми. Тоа е исток-запад, Ново Лисиче, Ѓорче, и втората е југ-север, север-југ, Бутел, Кисела вода, со вкрстување некаде кај раскрсницата на Црвен крст. Она што го работиме, димензионираноста на целиот проект е таква што на секој 3,5 до 4 минути ќе имате по едно возило со капацитетност над 200 патници на автобуска станица. Сосема изолиран од останатиот дел од сообраќајот, значи нема се меша со коли, нема се меша со друг сообраќај, тој ќе биде значително брз. Нашите очекувања се дека просечната оперативна брзина ќе биде над 30 км на сат. Значи просечна оперативна брзина и
моите очекувања се дека тоа значително ќе придонесе за намалување на автомобилскиот сообраќај. Зашто вие ќе имате избор, да речеме, ако живеете сега во Ѓорче, да стасате до центарот на градот за помалку од 15 минути, за цена што ќе кошта 3-40 денара колку ше сега превозот, да немате грижа кај да го оставите автомобилот и да знаете дека кога ќе застанете, ако ви избега еден автобус, за 3,5 минути ќе дојде друг. И тоа е тој систем кој што ќе го направи квалитетот и системот на јавниот транспорт во градот сериозно поинаку од она што сега го имаме. Добро, 4 булевари не е малку да се направи, значително ќе го забрза транспортот, гледате како е по улиците на Скопје. Но може ли се случи ако ги проширите овие булевари, тие нема доволно мостови, ми се чини во Скопје, и тука настанува една криза. Ветивте некој мост, не знам дали ќе се случи, бидејќи тие повторно ќе станат тесни. Како да го надминеме тоа, да преминеме од едната страна на другата страна од градот поефикасно? Булеварот Асном што го споменав е првата фаза. Тоа е значи од Хилтон до Хотел Русија и тој е веќе пуштен во техничка употреба, не е до крај, треба фали завршни услови зашто треба по топли временски услови, не се асфалтира тоа во зима за да може да се доврши цел. Нов мост таму кај Русија? Мислам дека веќе денеска, ако не отиде тогаш утре оди јавната набавка за изградба на мостот како втора фаза. Кој мост? Кај Хотел Русија, кон Керамидница. Така, тоа е многу важен мост. Да, и третата фаза е изградба исто така на булеварско решение низ Керамидница до раскрсницата кај Сајмиште. Што значи дека кога ќе го завршиме тоа, тоа ќе биде сосема нов коридор за околу 80.000 скопјани кои што живеат на територија на општина Аеродром и многу поедноставен и побрз начин да дојдете, да отидете речимо до Карпош, ако живеете во Аеродром, без да мора да го поминете центарот на градот. Или ја од Радишани да во Аеродром. Или вие од Радишани да отидете во Аеродром, таму во Радишани вие тоа го гледате бидејќи секој ден сте таму, веќе сме излезени земја на обиколница со булеварот Кристијан Тодоровски Карпош, таму се завршените работи, ја чекам дека некаде до крајот на март месец наредната година ќе го пуштиме и тој во употреба и тоа ќе биде првата сообраќајница која што ќе биде првата градска улица што ќе има контакт со обиколницата на Скопје, така што на граѓаните од северниот дел на Скопје, особено ете Радишани, значително ќе им ги скратиме маките. А овој другиот Босна и Херцеговина? Босна и Херцеговина, тој е веќе интензивно да се гради и тој би требало наредната пролет да биде готов. Некако ќе имаме тука ни се март, април таргети кои што сега да не искочи дека се подудараат со изборите, да не бидам лошо разбран бидејќи тоа се проекти што не, добро, нека бидат избори секоја година, граѓани нема да добијат ништо од тоа. Ама таа е динамиката на реализацијата, така што Босна и Херцеговина е дел што е од Циглана до подвожњакот во Бутел, тој веќе влага во да кажам условно завршната фаза пред асфалтирање, а предмет на тендерирање веќе е и вториот дел, значи од подвожњакот Бутел до булеварот Кристијан Тодоровски, така што ќе имаме едно квалитетно булеварско решение од Радишани, значи од обиколницата до Момин поток, а при тоа пластичарска веќе ја шириме. Таму ќе бидеме готови до април, а некаде мај месец очекувам да продолжиме, значи ќе биде готова до касарна Илинден, а очекувам дека некаде мај-јуни месец ќе започнеме од касарна Илинден до булевар Словенија. Така што ќе направиме една сериозно подобрување на инфраструктурата во градот. Ова место е многу битно, кај Битпазар, кај Мавровка. Таму имавте некој проект што звучи доста сложено. Како стоите таму со кружен тек или на два нивоа требаше да биде? Да, тоа е предмет на постапка за добивање на најповолен понудувач за изработка на основен проект. Така се вика тоа. Значи таму ќе влеземе со сосема поинако сообраќајно решение. Јас очекувам дека во текот на оваа година тоа ќе го започнеме и некаде до пролетот 2021, средината 2021. Сега вака кога ветувате во динамика за 2 години, сте направиле стратегија, значи уште 2 години, значи тоа е малце поинтензивирање во пракса спроведување на ова што е стратегија. Зашто знаете што? Веројатно и самите го чувствувате тоа. Оно што го говорите вие, дека сте го направиле, тоа е невидлив дел што граѓаните можеби поинтензивно го очекуваат да го видат како проект, иако не размислувате проектски на такво ниво. Не знам зашто е така, но најнаш барања се поинтензивирани, многу сакаат видливо граѓаниве. Сакаат улици, сакаат мостови, а како да не иде со таа динамика или не успева да го разберат тоа што вие го
говорите дека бара простор и време. Онаму каде што можеме да утврдиме поинаква динамика и каде што тоа е изводливо заради природата на работите, тоа градот и тоа како го направи во текот на оваа година. Значи да реконструирате партизанска од мост Обединети нации до безиската на Мак Петрол за 30 на дена. До сега било невидено. Значи се сеќавам дека релацијата од Симпо до безиска Мак Петрол се работеше 8 месеци. Разбирате? Булеварот пред Олимписки базен го завршивме за 25 дена, целосно. Значи од Вероцентар до подвожњакот кај Црниче што оди. Значи тој интензитет, тој квалитет за по 20 на дена, да не кажам, знаете и сами, Ѓорче Петров за помалку од 40 дена беше готова улицата од влезот во Скопје до општина Ѓорче Петров. Значи таму каде што природата на работите дозволува да направите поинаков тип на организација со цел да влезете во брза имплементација, ние тоа го правиме. Сега мост не можете да направите за 20 дена. Мост е сериозна работа која што бара сериозни подготовки во смисол на тендерска документација. Во смисол тендерска документација кажувам пред се на добар градежен проект. Не смеете да гутнете проектот зашто станува збор за сериозно, сензитивно и безбедносно тело наречено мост, градежно тело наречено мост. И не можете да импровизирате околу проектирањето. Од друга страна, мост не се проектира за месец дена. Значи треба најмалку. Добро, важно е да не се откажувате и дека останувате значи, на проектот бидејќи апсолутно. Вториот мост што ќе го започнеме исто така во многу краток рок, значи не подолг од март месец наредната година е во Карпов 4. Онаму кај улица Московска, кај Сити Мол, што се вкрстува со Илинденска, затоа што констатиравме дека за жал Илинденска нема да може да ја продолжиме како правец заради постоење на бунарите за питка вода што се прва заштитна зона. И тука едноставно е недозволиво да имате нити сообраќајница, нити градежни работи. Затоа бајпасираме одека со мостот и после го вртиме према Волково. Значи таа е таква една, значи низ влае кон Волково, така што ќе добие алтернативна солуција. А Словенечка ќе ја пробивате или од тоа се откажете? Се работи, се проектира, се испитува состојбата на земјиштето, бидејќи идејата на мостот во Карпов 4 е токму да се спои со булеварот Словенија. Тоа е тој секундарен северен сообраќајен прстен за кој што ја зборува во текот на кампањата и веќе влезени сме во негова имплементација. Секој ден говорите за разни теми и тековни, но почнаме со некои работи за кои што јас исто мислам дека се стратешки, тоа е јавниот транспорт и инфраструктура врзани заедно, ќе дадат некои резултати и ќе можеме да видиме, бидејќи не сте далеку од нашето студио, но да доаѓавте со автомобил пред 15 минути, ќе ве чекаме саат и пол, бидејќи ќе беше многу гужва на сообраќајот. Често и тротинет користам, да. така. Она што е второ битно е аерозагадувањето и ми се чини дека и тука очекувањата се зголемија кај граѓаните, бидејќи чувствуваме дека се труеме и многу е тешко да докажете она што го правите во последно време, дека овие денови не е така загадено, дека вложувате, не вложувате, нас се ни се чини дека тоа е малку. Како стратешки да придеме кон ова и да почувствуваме дека тоа е решливо како прво. Оти вие ветувавте некои системи за проветрување во кампањата, постојат ли такви, можно ли е нешто да се направи или тоа е комплексно прашање што значи, не зависи само од градот. Систем за проветрување не сум ветил. Во него крстев добро, но ќе ви го прочитам. Таму имаше во таа фаза се зборуваше за кули за прочистување на воздух, ако на тие мислите, кои што после тоа сите резултати што ги набавивме покажаа дека и не се така. Прочистувачи на воздух. Кули за прочистување на воздух. Да. Тоа се тие кои што се покажаа ни светот дека се недобро искуство и светот веќе ги напушти. Значи од тој аспект стравот на граѓаните на извесен начин, да кажам, кој што преоѓа и во револт, е оправдан. Зошто? Затоа што се исплашени од неодговорност на институциите, што порано многу често ни се случуваше. Значи, институциите беа затворени и за комуникација, и за општење со јавноста, кога не сакаа да општат. За разлика од претходната градска администрација, ако сакате и претходниот градоначалник. Оваа градска администрација, овој градоначалник сегашен. Јас никогаш во најкризните моменти не се сокрив од јавноста. Стојам секогаш пред медиумите, ги одговарам сите прашања со цел да граѓаните стекнат доверба и во институцијата што ја водам, дека интензивно работи.
непопуларно и затоа можеби во услови на компарирано декември месец наназад последните 6-7 години имаме најмало и најниско ниво на загаденост. Така речи и незагадени денови, освен заради вашите мерки или мислите дека природата ни подари освен ќе дојдам до тоа, освен известни пикови, те што сме имале да речам некои работи. Дел од тоа е резултати на некои работи што градот ги има превземено. Например, делува можеби понекогаш малку чудно кога ќе кажеме некоја работа и не е така атрактивна за УВО. Системот за палење на огнови на отворено што го воспоставивме минатата година и што е фантастично функционален, придонесе да од просечно 2500 запалени огнови на отворено во минатото, годинава имаме 50. Како го направивте тоа? Со инспекција, со полиција, со пожарна, со социјални работници, тоа е цел систем оној што го зборуваме ние као град. Сега не можеме гумите од старите автомобили кај да ги фрлиме. Да, ама веќе не се палат, ама не ги земаат вулканизерите бидејќи никој не ги купува. Так. Затоа што не ги палат. Не ги палат затоа што веќе со засилениот надзор што го направивме, кажавме дека тоа не баш. Да, тоа можеме навистина да го видиме. Не баш исплатува. Сега ако жариштата од просечни 2500 до пред 3 години ги сведете на само 50. Тоа е веќе сериозно. А кога ќе кажете имаме систем против огнови на отворено, не делува атрактивно на јавноста. Меѓутоа сериозен контрибут има, јас сум убеден во тоа. Беше смешно кога реков јас дека ќе правиме обука на оџачари. Или делува смешно или неатрактивно. Град Скопје, кога го започнавме тоа пред 2 години, имаше само 20 лиценцирани оџачари. Сега имаме преку 20 нешто кој што до сега со субвенциите што ние ги дававме и за чистење на оџаци, меѓутоа и за стартап на бизниси на тие луѓе као град, имаат исчистено повеќе од 8000 оџаци. И сега кога ќе ги собирате, значи нема една мерка. Јас секогаш кога се зборува за загадувањето кажувам не постои една мерка. Постои лепеза на мерки кои што ги правите. При тоа тука се сложувам и со вас и со јавноста на стратешките извори на загадувањето. Се уште немаме оној фронталниот удар. Тоа е нешто што го очекувам дека кога ќе почне да профункционира ГЕС, градски енергетски системи, и кога ќе почне да функционира новиот систем на јавен транспорт. Онаму кај што можеме брзо и видливо да го направиме тоа е инспекторатот на град Скопје. Тоа на кој што треба и да му верува, бидејќи гледам дека има една недовер во институциите. Се работеше за Усија, имаше многу написи дека трујат, дека дуваат од инспекција и повторно не веруваат дека тоа е под ингеренција на државниот инспекторат, не е градски. Да, без разлика на психологијата на луѓето. Меѓутоа мислам дека барем во Скопје инспекторатот, инспекцијската служба на Скопје веројатно во јавноста перцепирана како една од најагилните инспекцијски служби во државата. И не ни се случува како порано да имаме сервиси кај што се гори улје, да ги имаме овие запалени гуми, вршиме контрола над субјектите, било кој граѓанин да ни пријави дека некаде има субјект кој што ненормално е истекувањето во атмосферата на издувни гасови од печки, од не знам си што, таму одиме, казнуваме. И тука не правиме компромиси. И мислам дека во овој сегмент само со засилениот инспекцијски надзор, пратен со систем за огнови против отворено, чистење на оџаци, веќе можеме да зборуваме за победливи резултати. Тоа е многу важно за здравјето на граѓаните. Не за друго, па вие живеете тука. Имено, не само јас, живеат моите деца. Така, значи и тие се жалат, тато загадено и веројатно. Иако е пак велам за волја на вистината, не можам да кажам Љубиша дека е тренд, прерано е и престрав ние на секој од нас веројатно да кажеме и тргна на добро. Меѓутоа факт е дека декември месец, компариран со последните 5 години декември месец и ноември месец, што се грејни месеци, ноември и декември, кога ќе компарирате со другите 5 години назад, имаме по-добри резултати. Гасификацијата не е исто така важна за екологијата и штедливост, енергија, но таа најголем проект веројатно и тешко и споро оди. Во невидливиот дел од работата на градоначалникот, на било кој градоначалник, тоа е работата под земја. Тоа е најнеблагодарната градоначалничка работа. Го реметите секојдневието на луѓето.
ставате цевка у земја, затрупувате и као да ништо не се случило. Меѓувреме сте ги реметеле во најлошата или лошата година на Шилевов као градоначалник, што некој сакаше да така да го каже, во 2018 година. Градот го затвори, ја затвори секундарната гасоводна мрежа. Значи гасоводниот прстен околу Скопје во 2018 го изработивме. Во најлошата година? Па така велат. Сега јас кажувам, има делови што се Што видливи, значи тоа? делови што се видливи, делови што се невидливи. Проектирано кога тоа? Што тоа реално значи? може да- Тоа значи дека овој град е спремен инфраструктурно за пенетрација на терцијалната, односно третата фаза од гасификацијата, тоа е носење на природниот газ до домовите и до правните Реално субјекти. колку време треба за тоа? Реално. Сега, Значи, без за сето, ветување. не, без ветување, тука ни е потребна стратешка државна одлука. Кој ќе биде начинот на кој што ќе влеземе во терцијалната гасификација. Градот го има ГЕС, градски енергетски системи, меѓутоа нема финансиска моќ сам да ја спроведува гасификацијата. Значи ќе биде потребна помош од централната влада, а во централната влада се уште не е одлучено дали гасифицирањето ќе оди како јавна дејност Или приватно. или со јавно-приватно партнерство. И ако влезете вие во Скопје, верувам ако се одлучат да оди државата со јавен приватен партнер, без да го понудите Скопје, тогаш нема шанси да го, не знам се зборам, Желино или Ранковце, да го гасифицирате. Така, така. Ме разбирате? И Има затоа потрошувач. тука да речам чекаме стратешка одлука на државата во кој правец ќе продолжи гасификацијата. Иначе, она што ми е мене драго е тоа дека да, и тоа е невидливо. Меѓутоа е стратешки најдобрата работа за овој град, а тоа значи дека вие од Драчево до Ѓорче Петров, кога сакате, можете да започнете со гасификација на градот. Кучињата не звучат стратешки, ама се стратешки, бидејќи исто така ги гледаме секаде и по населбите, и во центарот на градот. Има проблеми и да не прават проблеми се на некој начин. Се една голема стратешка грешка на Велат добро еден градоначалник и ни кучиње не може да реши. Па се зависи што подразбираме под решение. Некојаш луѓето имаат многу погрешен впечаток дека стационар е фарма. Треба да ги собереш од улица и ги однесеш таму и да не ги враќаш. Што не постои никаде во светот. Како е решено во светот? Тие животни, сега ќе ви кажам, значи проблемот е направен со неимплементирање, односно непочитување на законските обврски кои што ги имал градот Скопје и Агенцијата за храна и ветерина, кои што произлегуваат од законот кој што е донесен во 2011. Значи, од 2011 градот Скопје и Агенција за храна и ветерина треба да направат определено поведение, определени действија кои што треба да се случат за да не ескалира проблемот. Не било тоа направено, тоа е нешто што го правиме овие 2 години во соработка со АХВ. Тоа е дека конечно имаме во Скопје регистар на домашни миленици. Ги чекаме сега измените на закон со цел да знаеме дали ќе имаме стерилизација или кастрација задолжителна на домашните миленици, бидејќи главниот прилив всушност на животни на улица е од така наречени отфрлени домашни миленици. Мене ми се че ќе има многу повеќе на улица него што има домашни миленици. И по основ на тој регистар ќе се создадат обврски за одговорно одгледување, ќе го намалиме механичкиот прилив затоа што тоа веќе функционира, а стационарот ќе ги третира животните кои што не се истретирани и што со посебни програми за посвојување на скитник за извоз, ако сакате, во развиените земји, бидејќи тоа функционира. Најавивте дека Стационарот ни е во завршна фаза на реконструкција. Јас очекувам дека до крајот на јануари тој ќе биде во оперативна употреба, еден сосема поинаков стандард што го работевме заедно со Британското кралство, Здружение за заштита на правата на животните. Подготвен е регистарот, имаме уште 35.000 чипови кои што со Агенција за храна и ветерина, значи чипирани се веќе дел од животните. И потоа ќе видат ригорозни казните на луѓето што имаат домашен милен кој што е нечипиран, бидејќи не можеме да дозволиме ние неконтролиран механички прилив на улиците. Заборев нешто да прашам. Некој го донесовте буџетот 7,3 милиарди денари. Да. 12% поголем од ланскиот, така? Не ве прашав колку од тоа издвојувате генерално за справување со загадувањето? Се на извесен начин.
Затоа што, пак кажувам, загадувањето како таков, ако вие земате, ние имаме сектор за животна средина. Меѓутоа, ни секторот не значи дека мерка што ќе преземете во сектор за животна средина или во сектор за урбанизам не влијае на животната средина. Ме разбирате, ако вие направите посовремени, помодерни сообраќајници, Практички се влегува во... се влегува на известен начин. На што главно ќе ги дадете овие средства? Па на развој на инфраструктурата, на развој на ново булеварско, парковско зеленило во нашиот град. Паркови зеленило за прв пат во историјата имаат негде цирка 3,5 милиони евра само за функционирање. Направивме некои рекорди, 165.000 метри квадратни во 2019 е реконструирано зеленило. Отворивме зелен кров на ГТЦ како еден мал сегмент, меѓутоа првичен, многу значаен, бидејќи е во малиот ринг. Во малиот ринг го отворивме Ибни Пајко паркот, онаму кај што беше едно диво паркиралиште позади филхармонија, меѓу филхармонија, опера, балет и музичко. Така што инвестираме постојано. Не знам, се приметува веројатно, особено во централното градско подрачје, како го полека менуваме изгледот на јавниот простор. Тротоарот Карши Соборна црква, тротоарот пред пошта, онаму кај Максим Горки, кај Тинекс, кај што порано беше по правило дека на тие тротоари се паркира, сега изгледаат многу поинаку, поквалитетно. Ќе ви стигнат ли овие средства? Нема да стигнат, затоа што реално буџетот на град Скопје е мал. Тоа е проектиран и средства кои што би посакале да ги прибереме, меѓутоа изворите за финансирање на единиците на локална самоуправа во државата и не се така концепирани да може да се реализираат големи буџети, за сметка на тоа секогаш се зголемува централниот буџет, што е нешто недозволиво, затоа што животот на крајот на денот се овие улички во кои што сме и многу средства повеќе се потребни. Ќе ви направам една компарација. Белград има 1 милиарда и 200 милиони евра буџет. Загреб има 1 милиарда 250 милиони евра. Загреб има 800.000 жители. А ви имате 120. Ако успеам сите ги соберам. И плюс во Загреб, надвор од тоа, во системот на Загреб, во холдингот Загребачки, имате околу 1 милиарда и 400 милиони евра кои што ги врти Загребачки холдинг. Тоа се јавните предпријатија на Загреб. Значи, Загреб располага со отприлика 2,7 милиарди евра годишно. Од кај ги прибавуваат тие средства? Па живеат... Мислите дека економијата е поразвиена? Не е само економијата, е Придонесите системот, се- значи делот даноците не завршуваат на централно, завршуваат на локално ниво. Даноците за имот се поскапи и во Београд и во Загреб, Скопје има убедливо најниски. Сега не најавувам зголемување да не користат некои, да не се злоупотреби реченицата, меѓутоа во Загреб имате и посебна такса за што живеете во Загреб. Надвор од имотот што плаќате. Зборам, меѓутоа Разбирам. после тоа тој квалитет е на услуги што ги нуди самата единица на локална самоуправа, самиот град е многу на повисоко ниво. Господин Шилегов, рековте дека граѓаните најдиректно го гледаат она што се случува во малите улички, во она место локалните единици каде што живеат. Колку тоа има влијание, сега сме пред избори, веројатно и да не сме пред избори, иако се локално чувство, се работи за парламентарни избори, колку тоа може да влијае на исходот на овие парламентарни избори, задоволството или незадоволството Од на градоначалниците. граѓаните од градоначалниците. Мударниот народ. И знае да ги разликува работите. Своето евентуално незадоволство кон определен градоначалник или градоначалници, како сакате, ќе си го кажеш на локалните избори. Луѓето знаат да ги разликуваат работите и јас сум убеден и тоа дека и така ќе биде и овој пат. Затоа што сега ќе носиме одлука за тоа кој ќе води државата, некој ќе води општината. И баш имајќи во предвид дека ја верувам во таа мудрост, сум убеден и во победата на Социјалдемократскиот сојуз на предвремените парламентарни избори. Затоа што знам дека луѓето знаат да препознаат. Добро, може би вие сега вака, генерално земено, најприсутни сте во јавноста вие. И за пофалби, и за критики. И веројатно се навикнавте на тој однос на медиумите кои Тоа е вас. нормално. Така треба да биде, порано не беше така. Верувам треба да дека партијата е задоволна од вашата работа. Веројатно дел од вашите успеси ќе бидат искористени можеби на некој начин во кампањата, но и опозицијата пак најави дека ќе ги следи успесите и неуспесите на градоначалниците. Имате 56 општини, ако не се лажам. Тие ги нема никаде. Барем во Скопје не можеме да слушнеме што работат, како работат. Не се многу
како да не сме многу задоволни од нивната работа. Пак велам, не се Дури во скопските општини. не се парламентарните избори, не може да бидат репер за задоволство или незадоволство на граdoначалниците. Да, ама партијата ги наименува, партијата застанала за нив, се уште ги брани. Да, ама имам во предвид, Љубиша, Ние не живееме само во центарот, живееме во Карпа, живееме во Ѓорче, живееме во Бутел. Имам во предвид дека кога ќе се гласа на парламентарни избори, да не забораваме дека наша мала Македонија, која што сите на свој начин си ја сакаме најмногу на свет, значи македонштината или патриотизмот не е ексклузивен од ниту една политичка партија, ниту една индивидуа. Вие сакате нашата држава колку што ја сакам јас на свој начин, така и тоа е многу логично, така треба да биде. Меѓутоа, ова парче земја мало, што на сите толку многу ни значи, е 30 членка на НАТО. За 2,5 години. Благодарение на политиките кои што ги креираше Социјалдемократскиот сојуз на Македонија во овие 2,5 години. Благодарение на политички одлуки кои што беа тешки, што ги донесовме. Ама сме членка на најмоќната воено-политичка организација во историјата на цивилизацијата. Барабар со Соединетите американски држави, Велика Британија, Франција, Германија, Канада. Значи, зборуваме за таква една асоциација што е пред 2,5 години бевме заробена држава. Без европерспектива. Држава која што никој не сакаше да влезе, не па да помине низ неја. Тоа се многу битни, многу клучни. Мислам дека понекогаш лесно забораваме. Така. Јас лично сум незадоволен од нивото на правдата. Тоа го зборувам и тоа е следниот наш таргет, тоа го декларираме, зашто при тоа па не треба да забораваме дека се тепаме со правосудниот систем од тефтерчето. Останати инсталации, што се не се случи у собранието, закон за обвинителство не можеме да донесеме. А сите велиме да се слагаме, треба да се бориме против криминалот, особено организираниот криминал и високата политичка корупција. Декларативно, фактички, по собранието заради поведението на опозицијата не можете да донесете закон. Зошто? Затоа што тие инсталации, и тоа зборуваме за инсталации во 2 суда во државата, во основен еден и во апелација, Скопска. Бидејќи тие се синоним, тука се најтешките кривични дела и тука се судат, тука се работат. И ги работат истите луѓе од тептерчето. Зашто? Затоа што не можеме да го смениме законот. А од друга страна се декларираме. И сега, јас сум поборник на една многу поинаква доктрина, да ги прозиваме по име и презиме. Како можете вие, Петре Шилегов, како градоначелник на Скопје, за одговорноста на дупка на улица, расипана сијалица, загаден воздух да го прозивате? Зошто Петко Петковски, судија во предмет тој и тој, не го прозиваме, кажеме, чекај, ние те плаќаме тебе. До кај си со овој предмет? Обвинител тој и тој, да го прашаме. Тоа е, мислам, најдобриот начин да направиме како јавност притисок со цел да го покачиме нивото на борбата против организиран криминал и корупција. Ќе ви одземам уште неколку минути, градоначалниче. Сега сте градоначалник, но вие сте и правник и политичар. Доста време поминавте, бевте жесток борец. Токму за правдата за која што зборувам. И против ВМРО ДПМН. Не, против криминалците. Начинот на владење на она ВМРО од минатото. И сега се забележува во вашите настапи една енергична, како да сте се уште портпарол на СДСМ, кога говорите и за градот, дори политичкото во вас постои. И затоа ќе ми го разберете прашањето. Точно е дека овие големи успеси на планот на меѓународната политика се важни, претпоставувам дека на овие избори вашата партија ќе го експлоатира тој успех, но ако опозицијата најавува дека ќе ве бие со неуспесите или успесите во градовите, ќе мора некако да се справите, иако нема многу време, и со тоа што некои од вашите градоначалници не го направиле, бидејќи најавивте во вашата партија дека ќе ги контролирате, ќе ги посетите тие. Знаете што има едно чувство дека ако Петре Шилегов е успешен градоначалник и се зборува во медиумите постојано, вклучувајќи и критиките,
за ниеден друг градоначелник не се говори, а се говори за еден што не е од вашата партија. За еден град кој што не е од вашата партија е успешен градоначелник. Нели тоа значи дека сепак треба, кога се бираат директори, градоначалници, личности, да се верува и да се изберат најдобрите. Некогаш е глупаво да изгубиш на централни избори заради неуспех на локално ниво. Сега, па да не звучам опозицијски или жустро, значи јас сум човек што силно верува у правдата. И тука кога зборуваме нема политика и има емоција, се сложувам, затоа што јас силно верувам во тој систем. Зашто силно верувам дека конечно ќе треба да воспоставиме држава у која што конечно ќе почне да владее правото. Декларативно го имаме, де факто не сме го имале никогаш. Вредностите кои што ги произведе ефтиниот популизам како начин на владење со оваа држава повеќе од една деценија овозможи да луѓе без реални и вистински квалитети и вредности само заради партиска припадност се доведат или доспеат до највисоки државни функции. Што не сонувал во животот дека може да му се случи, зашто бил ВМРО-ец. Значи, целосна девастација на вредносниот систем во државата. Партизирање на сегменти кои што надвор од умот е да бидат предмет на партизација. Тоа ги сруши критериумите во државата. Тоа направи да токму способните и паметните луѓе ги избегнуваат политичките партии, затоа што па после кога ќе ве ставеа порано во таа нивна ВМРО-вска уравниловка, не смеете да мрдате и не смеете да дишете ако шефот не ви каже. Се сеќавате и сами како беше. Така, во тој еден процес, или после тој еден процес, ние имаме поминал само 2 години. Не мислам дека е во ред да се очекува дека знаете како, ДПМН има владеено со овој град од 1991 до 2017 година. Ако го одземете 4 години на Пенов, кој што беше поддржан од СДСМ. Целокупното владење во град Скопје од осамостојувањето на Македонија до 2017, до моето доаѓање, сите политики што се креирани, сите аномалии, сите уништување на зеленило, немање енергетска стратегија, немање јавен транспорт, немање веќе немање мостови што вие ги споменавте, се резултат на 30 годишното скоро владење на ДПМН со град Скопје. И сега дојдеш и Легов за 2 години и 2 месеца кога што почнавме интервјуто и ДПМН што направи градоначалникот. И некој си викам, добро, дали овие луѓе имаат, се извинувам, не е политичка битка, тоа се јасма 2 грама здрава памет. Политичка битка значи, и веројатно како да ви објаснам? Демократијата придонесе медиумите да ви критикуваат сетете се, да, ама супер е тоа, супер е тоа. Да го прават тоа. Јас сум секогаш поборник на тоа дека треба да имаме здрава дебата во општеството. Не критизерска, значи критика да, ама не критизерство. Политика да, ама не политиканство. А нас за жал заради токму оние вредности за кои што зборувавме, кои што овозможија секакви луѓе да станат високи државни функционери само затоа што биле членови на ДПМН, ги девастиравме системите и многу е тешко некогаш да поведете рационална и здрава дебата, затоа што многу е тешко да наидете и на соговорник кој што на вистина ја подразбира. Ја обожавам да разговарам со науката. Особено за градов кога го водиме, со професори од енергетска сфера, со професори урбанистика сфера, затоа што тие луѓе може само да купиш. Така се учи од нив. Тоа е тоа. Началниче ви посакувам многу успех во вашата работа, не затоа што политички го сакам тоа, туку затоа што вашиот успех ќе имаме бенефит. Успех на градот во кој што живееме, така. Скопје не е политика. И ви посакувам, овде ќе направив еден мал попис на програмата што ја готувавте на граѓаните, нешто тоа го работите, нешто се сработиле, нешто нема да сработите, но посакувам што поголем број од тоа да изработите, иако немојте друг пат да ветувате од повеќе од она што пресметано не може да го направите за периодот на кој што ќе бидете на власт.
има над 50 ставки кои што не би сакал да ги читам, но чиста енергија, гасификација, прочистувачи на води, паметен град, паметни клупи, функционален кај езеро, треска, универзална сала, Илинденска, екомобили, прочистување на возови, рампи за лица со инвалидитет, европски фондови за млади, бесплатен оброк на ученици, така натаму. Може вака. Не го имате тоа од... Не, јас сум спремен. Дај Боже да... За гасификацијата зборувавме. Град Скопје е прва институција во државата што на едно средно училиште веќе функционално, на две се градат фотоволтаични електрични централи. Значи, ова е solved. Океј, ги штеклирам едно по едно. Прочистувачи на воздух. Град Скопје е единствена институција што во сите училници 572 на средните училишта у градот уште од текот на минатата година ги опремивме со прочистувач на воздух. Поздрава е животната средина во училницата, отколку надвор во текот на загадените денови. Smart City е отворен тендер, имаме еден понудувач, паметен град е тоа. Јас очекувам дека во текот на наредната година ќе имате бесплатно Wi-Fi на територија на цело Скопје. Дигитализирани паркинзи, се работи студијата за активен и пасивен сообраќај во Малиот Ринг со цел да може да се заврши, да се доврши потребата за паркинг места во Малиот Ринг и во околината, за да може да влеземе во дигитализацијата на паркинзите, функционален кејот е, мостот веќе во целост го завршуваме, наредната проект во целост ќе биде проведен после долги години заради мостот на Панорамското тркало. Езеро Треска е проблем, бидејќи даен од страна на Советот на град Скопје пред околу 7-8 години на Сарај, и Сарај сега неќе да го врати. Универзалната сала веќе ја најавив и ќе почне со нејзина имплементација. Продолжување Свети Климент Охридски тунел на Кале, потпишавме договор за проектирање тунелот на 12 јуни оваа година и некаде април-мај би требало да биде готов проектот, па да дајме на ревизија и можно е после тоа со финансиска помош од владата да започнеме со реализација на тунелите под Кале. Словенечка ја спомнавме, за Илинденска го кажав, нов мост кај Ѓорче не е затоа што не можеме Илинденска да ја пробиеме. Екомобили, градот веќе вози хибриди, сите возила што ги набавивме се хибридни возила, даваме бенефиции во паркирањето на електричните автомобили и овакво приоритетна лента за превоз на патници, тоа е дел од автобускиот систем, паркинг надвор од градот, кој ќе оведеме Bus Rapid Transit, на влезовите во Скопје ќе ги поставиме Park and Ride системите, тогаш ќе може да ги понудите, ќе бидат готови. Сега да идам едно по едно. Не мора. Значи, буквално се тоа, булевар Босна и Херцеговина се работи, булевар Хрватска се работи, мост Раменица се работи, мост Либљанска Варда се работи. За две години и 2 месеци јас. Дај Боже, не може да не посекам на било кој градоначелник да биде успешен. Да, ма тоа е добро, не е Скопје политика, често се расправам со опозицијава која се обиде да ќарува политички поени на тема Скопје. А бе да го оставиме градот, не е политика. Дајте ми политики за градот за кои што можеме да разговараме. Ви благодарам што бевте гостин во Слободно и навистина ви посакувам успех во работа. Благодарам на поканата, со задоволство, среќни празници, среќна нова година, многу здравје, многу среќа, многу успех, многу љубов на сите наши гледачи и на оние што не гледаат всушност. Благодарам.